Кочанските такси компании доставија барање до надлежните во општината за дефинирање на тарифите во такси превозот во градскиот и меѓуградскиот превоз заради баждирање на фискалните апарати. Причините за ова барање се поради нереалноста во сегашната тарифа која наместо профитно, таксистите ги доведува до ситуација да работат со загуба. Во нивното барање треба да се произнесе советот на седницата закажана за 30 октомври, како предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на услови во врска со вршење на автотакси превоз на патници на подрачјето на општина Кочани. Такси компаниите низ примери и пресметки укажуваат дека при сегашни цени од 10 денари за поминат километар, превозот до Скопје од околу 100 километри би чинел 1000 денари. А реалните цени и пресметки велат дека 850 денари се потребни за дневница за возачот, 80 денари за патарини, 900 денари за гориво и 200 денари амортизација или вкупно 2030 денари трошок. Тоа значи дека работење со двојно повисока загуба, која порано или подосна ќе ги затвори такси компаниите. За да не се случи тоа, таксистите предлагаат превозот на патници до селата да чини 50 денари на старт плюс по 15 денари за секој поминат километар. И за во градот стартот да се наплаќа по 50 денари до првиот километар, а секој нареден по 15 денари. За превоз до Скопје се предлага стартот да чини 40 денари, а секој километар по 25 денари. Значи, според калкулациите на таксистите за поминати 100 километри би се достигнала цена од 2500 денари. Или, на пример, релацијата од Кочани до аеродром кај Скопје би чинела 2000 денари. Плюс таксистите бараат да се определи цена и за наплата на времето за чекање на патниците, кој би се определило на 200 денари за 1 час.